Добро вечер, драги гледачи во отвореното студио. Јас сум Христо Ивановски, а вечерва, како и што ветив, ќе дебатираме на темата фашизам, овој пат насловена како Холокаустот на ромите во Европа и на Балканот. Чувствителна тема, долго време табу тема. Европа не сакаше да зборува за геноцидот врз ромите, но полека со големи напори и ова матно, ова црна историска страница на Европа се отвора и би рекол, ако историјата не може да се менува, тогаш можеме ние, сегашниве генерации, за многу да се смениме и да направиме, да исправиме една голема неправда и да фрлиме светлина на едно злосторство. На оваа тема вечерва ќе разговараме со Зоран Димов, председател на Интернационалната ромска унија. Добро дојде. Добро вечер и добре најдов. Еден гостин од Куманово, тоа е мојот колега Ашмет Елезовски, извршен директор на Националниот ромски центар. Добро вечер. Ја само накратко ви кажал. Во вашата најава кажавте нешто што е многу однатре чувствително. Човекот треба да е со јако срце, хуманист, отворите една тема која не само што е табу, туку е време да се прикаже на јавноста висината. Дефинитивно. Затоа сме и тука. И професор доктор Трајко Петровски, етнолог, историчар. Добре дојде. Добре најдов и поздравам сите гледачи на ТВ Нова и се надам дека овие неколку минути или час, половина ќе не седат и ќе уживат така, во ова. Јас ќе се обидам да дадам еден вака почеток за дебатава со влез. Неодамна 30 невладини организации и ромски и неромски се собравме бев јас присутен во Рим и се дебатираше за како да се формира Европска фондација за сеќавање на Холокаустот на ромите. Значи, еден многу важен план и идеја која се надеваме со сесрдна помош на пред се ромските организации ќе биде успешно завршена. Се почна, вие подобро го знаете тоа, но за нас беше важно да се добие една битка. Тоа беше битката за Лети. Многумина не знаат, доскоро јас не знаев за таа локација во Чешката република. Тоа е поранешен концентрационен камп во кој се завршува трагично, односно се убиени неколку стотина роми. Нивните коски се наоѓаат таму, а врз тоа место е изградена една свињарска фарма, која се уште практично постои. Постигнат е договор да таа се урне, односно државата да финансира сега, ќе даде одштета на сопствениците, која многу интересно, таа фарма е финансирана со фондови од Европската унија. Значи, целата Европска унија практично беше на таа локација со својата совест и пари, но ете дојде и тој момент таа да се затвори. Не знаеме дали ќе биде тоа наскоро, затоа што во Чешка има нова влада, но се надеваме дека тоа ќе биде успешна, приказна и повеќе нема да мириса на тој одвратен мирис на злосторство во Лети. Пред да почнам дебатава, би сакал да го видиме и краткиот трейлер од еден документарец, вие ќе кажете повеќе и од тука ќе почнеме да ја отплеткуваме ова европска мрачна приказна. Ако може од режија да го пуштите трейлерот за судењето на Андрија Артуковиќ.
Es ist eine Tragödie, in der nur wenige am Leben geblieben sind. Najveća nepravda prema stradanjima Roma u Drugom svjetskom ratu. Ko vas je odveo u taj logor? Ustaši. Ustaše su? Da. Uveče popodne su ubijali i ujutro smo se pa zatrpali. Što se mu da name, što se mu tu menge, tu menge. A klali su ih sa nožovima. Više s nožovima i sa čekećima. Optuženi Artukoviću, jeste li čuli iskaz svjedoka? Jesam. Ili imate možda kakovih pitanja na njega? Nema nikakvih pitanja. Primjedbi nekih? Nema nikakve, jer nemam to prvi put da čuje. Počeo se plakati deca i ja. Plaćemo se i ja. Го видовме краткиот трейлер за филмот на Илјујан Кока. Тој е снимен, излезе како готов, ми се чини, во август 2017 година. Емотивен е филмот, уште со овие мали секвенци, кратки. Ашмет, можеш да ни кажеш нешто за што е филмот и кој го има направено? И дали може да го гледаме слободно, целиот? Сам дека за брво за време ќе имате можност, ќе ми имаат можност и вашите гледачи да го гледаат. Бијќи господинот Илјујан Кока, кој е првиот ромски пратеник во поранешна Југославија, учесник на Рамбује договорот, новинар, прв уредник на една ромска редакција во тогашната радиотелевизија Приштина, го направи овој филм и всушност има толку многу пропатувано, пронаоѓајќи луѓе кои сведочија и го монтира, и можам да кажам дека овој филм кажува многу повеќе од онаа што на крајот кога крвта тече. Всушност крвта протечена, таа и до ден денеска тече, меѓутоа одговорности нема, а покрај одговорностите болката уште повеќе расте кај луѓето што знаат што е историја на еден народ и каква се мака поминал. Така да, еве, во овој случај сакам само да му испратам една благодарност на господинот Илјујан Кока што ни овозможи да го презентираме, а она другото останува да дискутираме. Ја би сакал да се надоврзам на ова што го кажа Ашмет. Филмот И ти Боже преживи во наслов на господин Илјујан Кока е тоа што он многу месеци, уште и пред да започне целата оваа снимање на овој филм, го работи скоро едно 10-15 години го работи. Значи не овој филм денес, сутра или завчера почна да се работи, него филмот потекнува од неколку етапи, дури она што го снимал директно во Јесеновац, значи најголемиот дел на геноцидот во концентрационен логор во Јесеновац, е прикажувањето на ромите директно преживеаните што биле во тој концентрационен логор, кај што најголемот геноцид усташкиот режим го направил врз ромите. Така. Значи Јасеновац е еден од многуте концентрациони логори, логорите на смртта. Трајко, едно твое видување, еден историски пресек, кога почна да се спроведува Холокаустот, односно геноцидот или требењето на ромите во Европа? Видите, многу интересна тема е ова Холокаустот. Тоа е еден историски феномен кој што и понатаму треба да се истражува, затоа што досега малку истражување има во врска со Холокаустот на ромите, и сакам да дадам неколку дефиниции, една дефиниција за Холокаустот и една за геноцидот. Холокаустот, како историски феномен, се разликува од сите поранешни уништувања на луѓето, посветено, промислено и прецизно планирање
значи систематско и безпроговорно извршување, без никакви емоции, со строга одлука ликвидирање на секога ќе му дојде редот на некој да биде убиен. Значи, Холокаустот фактички има зборот Холокауст има грчко потекло и доаѓа од зборот Олокаустон, што значи потполно изгорен. Значи, за разлика од Холокаустот, геноцидот е, значи, убивање на народот. Убивање. Вамо, значи, Холокаустот е палење, горење, а геноцид е убивање. Или, например, преместување на деца, на една група деца од една група кон друга, убивање на физичко истребување на луѓето, тоа е геноцидот. А Холокаустот е испалење, нели? Такви случаи, и едното и другото во текот на Втората светска војна се среќава кај ромите, значи и Холокаустот и геноцидот, тоа тие 3-4 години, значи во текот на Втората светска војна, се црни години во историјата на ромите. Ние знаеме дека ромите се индиска народ, значи тие се фактички индиска диаспора во Европа, и тука во Балканот и во Македонија се е многу стар народ. Дори во моите етнолошки истражувања, бидејќи јас сум етнолог, се бавам со етнологија, фолклор и историја, многу долго време ги проучувам ромите и тие се мирољубив, работлив народ, имаат многу интересни етнички карактеристики, значи тие се работливи. Ние знаеме дека првите миграции од Индија се датираат уште од Александар Македонски. Значи, према некои истражувања фолклористички што ги правев во 80-тите години од минатиот век, од некои посе роми во Топана, во Скопје и во други градови во Република Македонија што ги вршев, кога вршев етнолошки истражувања, ми кажува дека Александар Македонски не водел од Индија ваму. Значи, тој кога дојде во Индија, и првиот македонски владетел, тоа е Александар Македонски, тој е дошол, тој имал прв контакт со Индија, со индиските владетели. Тоа е една стара миграција. После тоа следуваат и други миграции. Дури имаме миграции во 4-тиот, 6-тиот век, дури, значи, имаме една миграција што во поново време што дојдов до констатација дека има една група на роми што доаѓаат и со македонските словени во 5-тиот, 6-тиот век на Балканот. Потоа имаме во 8 век, 11 век, веќе имаме една поголема миграција за време на Тамерлан, Канауч таму, кога напаѓа тој монголски војскодар во Канауч, тогаш тоа се случува негде во 11-тиот век и тие доаѓаат тука. Има, значи, многу има што да се зборува од етнолошки аспект, историски. Бидејќи да не зборуваме многу за етногенезата, не ни е тоа поентата, прашањето е дали 35-та година, односно Нирнбергските закони на Третиот рајх се клучната точка од која почнува тој систематски прогон на ромите. Да, видите, до 33-та година, кога Хитлер стана фирер, канцелар во Рајхот, до тогаш Германија, како и сите други европски земји, се развиваше нормално. Али демократијата во Германија траеше само 6 месеци после доаѓањето на Хитлер. После он водел нацистичка идеологија и ја водел Германија во друг прат, односно он сакаше цела Европа да ја освои. Така да, сакам да кажам дека после војната, после 45-та, пак Германија стана една културна, индустријска, развина, модерна држава. Значи, владењето, идеологијата на Хитлер направи злочин не само во Германија, туку во цела Европа. И многу роми во тој период, значи во текот на војната, настрада. Политиката на Хитлер беше да се истребат синтите, србите, ромите. И тука нема никаква разлика, пишуваше еден германски историчар,
пишуваше дека ромите и немало разлика дали евреи убивале, дали срби, дали синти, ромите секој пат беа сопатници. Прво, значи нацистите во тоа време задачата им била да се уништат, да се истребат евреите. После тоа во текот на 42-43 во тие гробници ромите, помладите роми им служеле, ги закопувале мртвите тела на евреите, а потоа кога ја завршија таа работа и нив во тие јами ги натрупувале. Значи ромите, оние кои можеа да успеат да побегнат од таа катастрофа, од тие убиства, се спасувале. Оние кои не беа могни, тука значи беа на лице место стрелани од нацистите. Јас би сакал да се надоврзам. И само се извинам, се предпоставува, според моите историски истражувања, во последното време, баш и со господинот Зоран Димов, направивме многу истражувања. Во некои историчари има тука повеќе цифри што се наведуваат, некои викаат 200.000, некои 300, а се наведува и цифра до 3,5 милиони. Значи, тука е негде меѓу 500.000 до 3,5 милиони роми во Европа се загинале во текот на Втората светска војна. Значи, вклучувајќи ги нели германските нацисти и сите квинслишки влади кои на оваков или онаков начин ја поддржуваат и ја спроведуваат таа геноцидна политика, без исклучок, речиси нема земја во Европа која застанала во одбрана на и евреите и на ромите. Значи, практично, што се зборува? Циганите како неспособни, една пропаганда, нели, невредни, кои треба нормално да се ликвидираат, да не постојат. И дури тоа, значи таа геноцидна политика, никој не сака да ја осуди, освен јас ги забележав Швајцарија, Шведска и Норвешка. Многу земји, Зоран, практично не сакаа да го видат овој проблем во однос на ромите. Зошто е тоа така? За евреите, односно за антисемитизмот, горе-доле се знае, има осуда, па и многу земји ја спроведува таа реституција, меѓутоа за ромите се молчеше. Не би сакал во тој дел да влезам, што Ашмет е многу по-информиран во тој дел, па би го пуштил него да го каже овој дел, затоа што јас ќе се допунам со неговата теза, може така. Повели Ашмет. Вака, што се однесува за Холокаустот, тоа е една работа која е истражена од нас, ромите. Многу наши познати активисти уште пред започнувањето на владењето и навлегувањето на Хитлер како да биде номиниран и да ја води тогашната Германија во далечната 32-33 Нидберг, претходно имаше и одредени појави кои всушност укажува за нетолеранцијата, несакањето на ромите. Но хронолошки, ако само малку да се наврата, единствено ромите не беа дирнати во времето на турците, на владење на турците. Беа оставени да си работат, да си го плаќаат данокот, но меѓутоа во времето откако беа донесени декретот 1935 година во тогашната нацистичка, значи Германија, и со владењето на Хитлер започна хоророт и за евреите и за ромите. Во истиот момент тие беа ставени како во дефиниција луѓе кои се од друга крв, луѓе кои се непобитни за општеството, за светот, и луѓе кои само сметаат на чистата раса. Значи, во тоа време нивните идеолошки согледувања беа да се створи чиста раса, која ќе нема мешавина од други, значи потекла. Така да се случуваше да роми кои од прадедовци ќе имаат некоја мешавина, па дури тие беа
злоуставувани и со појавата во 39 година на декретот дека сите роми и евреи, кај ќе се сретнат, се непожелни да слободно да се движат и треба да се регистрираат. Така што започна процесот на тогашното регистрирање на секоја населба, на секое движење, на секој ром, на секој евреин. Така да што имаше една друга работа која е многу битна, дека евреите беа многу послушни. И така да самите си ги правеа списковите, додека за ромите, биќе ромите од секогаш биле луѓе кои сакале да се снајдат за да избегат од најлошото, но меѓутоа во тогашната Германија се појавија многу глави идеолошки кои направија една таква датабаза, така да со првото уништување на Полска на 1 септември 1939 година всушност започна и владењето на Германија, а со тоа и започна елиминацијата на ромите и на евреите. Така да во тој период, да ви кажам искрено, според податоците кои ги најдовме и во турските архиви, и во архивите на Европа, во одредени библиотеки, што ги прочитав, а и дури од одредени симпозиуми каде што учествував, како представник од едно движење, можам да кажам, кој се вика ЕГАМ. Всушност тоа е едно европска мрежа за борба против антирасизмот и антициганизмот. Успеав да се информирам, да се едуцирам, додека човекот додека е жив се едуцира. Така да и ромите во тоа време и евреите беа елиминирани без никаква одлука, без никаква одговорност. Во првото време, со навлегувањето на Германија во Полска, многу земји од тогашниот период се приклучија кон неа. Тоа беа Унгарија, Австрија, Бугарија, Италија, зборам на послабите или така да наречени земји, па Кралството на Србија и Хрватска, па хрватската власт во тоа време, и се створија затвори. Но меѓутоа, затворите не беа интересни се до моментот откако почнаа тие да преминуваат од 42 со декрет на одредените структури кои владеа, зависно во кој одел на земјата, да бидат пременувани во логори, каде ќе можат тие да работат од наутро до навечер и во одредени моменти, како ќе се зголеми појавата на бројноста, да бидат елиминирани во гасни комори. Така да познате Аушвиц, познате Биркенау, познате Нојгаме, познате Јасеновац, па збиднувањето во Кралево со гимназијата, а што се однесува, ако се навратам на Македонија, тука има работи кои многу луѓе велат, имавме среќа, тука беа луѓето кои во тоа време беа наклонети кон фашистичка Германија или кон Хитлер, Бугарија. Меѓутоа, колку беа подобни, меѓутоа толку беа и негативни, зашто до ден денеска ни еден документ не остана. Зборуваме за Бугарија. Зборуваме, да. Борис Трети. Да, зборуваме за Бугарија, значи не остана ни еден документ кој ќе докаже со што ние ќе се осврнеме и ќе кажеме дека толку евреи, значи, биле убиени, толку роми биле убиени, а имаме информации кои се со факти и со сведоци, да кажам, дека луѓето со навршени 25-26 години беа носени прво од еден затвор од Македонија, па пренесувани со воз во Србија, од Србија во Јасеновац, од Јасеновац во Аушвиц. Меѓутоа, оние што успеа да преживеат, мал број од нив, успеа со помош на Соединетите Американски држави да преминат и да живеат во Соединетите Американски држави и таму да дочекат длабока старост. Имам изјава од еден наш сограѓанин кој наполни некаде 85 години, денеска за жал не е меѓу живите, и кој укажал кои страусни, кои збиднувања се случували во Македонија, така што не е вистина дека
македонскиот народ, бичи јас сум македонец, јас сум граѓанин на Македонија, јас сум граѓанин на Европа. Јас сум ром, ама јас сум и муслиман, ама јас ги почитувам и христијаните и католиците. Сето тоа, познато е дека просторот на поранешна Југославија или просторот на Балканот и во тоа време бил со висока развиена свест на мултикултуризмот. Но меѓутоа, структурите кои сакале да завладеат во тоа време, па дури и сега, бидејќи одредените германски роми, така наречени синти, денеска кога се зборува за Холокаустот, тие денешното време на живење на ромите го нарекуваат втор Холокауст. Зошто? Ќе ви кажам еден податок со аргумент. Во Германија имаш еден боксер, ром, Тонбрек. Го вика јак човек, така. Но меѓутоа, германците во тогашната 42 година во Хамбург му запретија, му кажа, мораш да изгубиш во оваа средна категорија на боксери, биќе ако не изгубиш, целата фамилија ќе биде уништена. И тој, за да докаже дека ќе изгуби, зел и се офарбал во бела боја. И кажал, јас ќе изгубам, но ќе изгубам како бел човек, не како ром. Така да, после тоа тој го изгубил животот, маченички во Ној Гајме, а другите работи кои се случували, го спомнавте, лети во Писку. Да ви кажам, дури Васлав Хавел мораше да покликне на предисоците чешкиот премиер, за да го признае геноцидот на тогашната близина тогашната свинјарска фарма. И меѓутоа никој до ден денеска се уште не ја затворил свинјарската фарма. Значи нема респект, нема одговорност. А што се однесува за еден податок што мислам дури тешко е да се најде, а тоа е, и сакам да го кажам, бидејќи од средбите еден господин Глопке, кој бил шеф на расистичката идеологија, на расата, и бил во времето на владењето на Хитлер толку многу респектиран, бидејќи убивањето на ромите и евреите му представувало некоја страст, а на мене ми представува една голема болка. Бидејќи таа крв на нашите предци до ден денеска ни еден не даде свој отчет кон правдата. За жал, единствено што го видовме прилогот на филмот за Артуковиќ, што се случи? Господинот Глопке, кој беше шеф на таа расистичка идеологија и дури од првиот канцелар на Сојузна Германија, на господин Конрад Аденауер, кој во тоа време од германците бил респектиран како ангел, му било возможно на тој господин Глопке да доживее и пензија и да умре во длабока старост. И сега, ако се прашуваме, па испоед некоја правдина, и оваму и онаму, чекај, ние сме били убивани и евреите и ромите, а никој не одговорил за нас. А другата работа, што мислам дека треба да ја спомнам, и имам таа одговорност, бидејќи како ром, едноставно, не е баш така лесно да зборувате, верувате. Вие направивте ние тагата, не само да искажеме, туку сме охрабрени да кажеме дека Холокаустот не е доволен збор да се каже за системското елиминирање на ромите и евреите. Тоа е системско. Тоа е, како да ви кажам, и тогашната Ева Рас, која правеше експерименти со доктор Менгеле, ако некој слушнал на одредена личност да му вадите кожа и да ја ставате во својот кабинет, да уживате во кожата на еден човек што направил добри зашто треба генерациите да знаат дека ромите поминале низ многу тежок и претежок процес и денес како ќе слушам дека правата на некого се обесхрабрени, дека треба да се третира ова, дека треба да се признае геноцид на ова. Извинете, ние со години
пари и средства, милиарди се дадени, ама до ден денеска никој не даде свој отчет зошто ромите им сметале. Но меѓутоа, има една друга работа. Морам да те прекинам, само сакам ово да го расчистиме. Мислам, Зоран тука може да ни помогне. Официјално Австрија 6.500 роми жртви, ликвидирани. Белгија од 450-400, Чехословачка 6.500, Естонија од 1000. И може да ги редиме Франција 15.000, Германија 15.000, Југославија 44.000, 36.000 Романија, СССР 35.000, Унгарија 38.000 и на крај, да не го сведеме на цифра, но се спомнува 206.000 со некои нови проценки од 1,5 до 3,5 милиони. Значи, сите овие работи, бидејќи геноцидот или холокаустот се потврдени, тоа е факт, историски, сега ќе треба да се оди и поединечно за луѓето да добијат одштета. Како вие ова го работите како Интернационална унија? Имате ли пристап до архиви? Тоа е најголемиот и проблем, што макотрпноста моја трае веќе едно 15 години, што е работам оваа работа. Уште 95-та година малку повеќе ме заинтегрира како ова да го кажам, да го публицирам, да го објаснам, да превземам некои мерки, да направам нешто за мојот народ и да останем белек. Од 95-та година, значи почна мојата, така да кажам, лудничава авантура, како да помогнам за мојот народ, за оние стари луѓе кои што беат во тоа време родени и живееле, и што не, како што кажа Ашмет, што не нашиот народ претрпел. Почнувајќи на ситуацијата уште во тоа време, како што знаеме и самото со концентрациони логори, кои се појавиле, или да кажеме гетата, кои се појавиле, например, како Лоч, што испадна како гето, викаме, тогаш научниците почнат да зборуваат затворено гето, полуотворено гето, отворено гето. Доаѓајќи навака во Балканот, германците наидувале на едно нешто веќе опремено гето, да кажеме. Зашто ромите живееле во едни населби, во едни гета живееле во сите градови, било каде да се наоѓа во Балканот. Не живееле во центарот на градот, не живееле во некоја си, да кажам, урарна населба, него живееле сосема на периферијата. И многу беа, полесно беа да лоцирани и можеле слободно да кажат, да направат една рампа или влез-излез кај они ќе се движат. И така на германскиот, да кажам, или на бугарскиот окупатор во Република Македонија, кога што 42 влегува во Македонија, многу полесно им беше да ги видат кај се наоѓаат ромите. Исто како што италијанците во Западна Македонија, заедно со балистите, можеле да имале една контрола кај се наоѓаат ромите и како можат да манипулираат со нив на некој начин, било што. И да видат кај се движат. Во тој период, можам само да кажам дека во екс-југославенските простори, што истражувањето мое го направив или кога бев во Велико Трново, во војниот музеј на Бугарија, наидував на некои информации кои што стварно се разликуваат. Дури документи што ги наоѓавме, за жал и во Република Македонија во музеите, некои документи што се расфрлени, што не се концентрирани, нема ништо во историските музеи, него или историскиот музеј на град Скопје најдовме повеќе информации него во историскиот музеј. Или историчарите не знаат, немаат некои информации доволни што ние ги направивме, ние ги најдов, ја ги најдов и заедно со мојата екипа. Дури во еден момент кога најдовме на попис на населението, во тоа време, како беше лоцирано и како беше, колку жители живееле, например, во едно гето, да кажам, Топана или Махала, што би рекле некогаш србите, Махала, германскиот народ до денеска не го признаваат животот на ромите кај што живееле во Махали, викаат, тоа нема гета. Они размислувањето нивно за гето е како Лоч, што би рекле,
со бодликави жици, со ѕидови, па така на некој начин тоа е гето за нив. Но ние живееме во гета, само со тие полуотворени или отворени гета или населби. Суштината да биде многу потрагична е тоа што и негде во периодот кога викаме дека каде се евреите во Македонија, зашто е најголемата бројка е намалена, затоа што имаме архивски документи и историски документи дека се убиени, тоа е точно. И последниот транспорт од монополот, транспортирани се за Требинка, па убиени након тоа, но не беа само евреи, него беа и роми. Од 9 вагони беа и неколку вагони беа роми. Не можеме да бидеме слепи на нешто што ние викаме да немаме докази. Имаме докази за тоа. Моето патештествие во Полска и во другите, да кажам, концентрациони логори во Јесеновац или во она што го знам, што го гледав во Хајдеберг во Германија, кај Романи Розе, кој што имаме доста приказани на тој музејот, каде што како се случувале. И во Аушвиц, во таа 13-ка барака, кај што беа ромите, кај што беа лоцирани. Верувајте ми дека не беа само роми од Маđarска, Романија, Бугарија, него беа од екс Југославија. Зашто презимињата, нивните имиња, Димовичи или Куртешевич, беа на ич, што би рекле ич, како што во тоа време беа сите ние знаеме како се презивавме во времето на Југославија или Србија, што би рекле. Ние тоа, не само тие презимињата, него тоа е и имињата нивни, како се презива и именува. Ова теза, и што ја кажа Ашмет, во неговите тези на разговори, може да се види дека и она што го кажува Трајко Петровски, ако ние постојувавме, кога дојде времето сега за репарација, да кажем, да се дадат помош, да се направат некои си, што би рекле, хуманитарна или социјална програма за обештетување на ромите и за другите народи. Само ќе спомнам една бројка што знам дека Југославија во тоа време 3 милиарди има добиено господин сам покојниот Тито, кој што компензира на некој начин за Југославија, а и за репарацијата и за Македонија. Фактички за сите нас од еднаш ги репарацијата ја направил. За се развие во тоа време Југославија. Но никој не помислувал како, и дури јас со неколку начини се прашував, чекај, кој ја добил државата за зајакне? Но каде геноцидот? Тоа е Холокаустот, ама геноцидот каде? Каде се тие што треба стварно кои што беа логорашите? Каде се тие што ги убивале и преживеани и преживеаните и нивните потомци? Значи ние не зборуваме сега за една голема индустрија. Тоа точно дека неде околу 5.500 фабрики и предпријатија сега помагаат од германската влада и државните резерви што помагаат и го дават Холокаустот од 2000 година кој што репарацијата настапува. Но там е поделено на А, Б и С, што се вика исплаќањето на луѓето. Тие што беа во логор, тие што обстанале, тие што социјална програма на некоја начин е поделена. Така да сега во Република Македонија и она што ја работев јас и до денеска ја работам се уште програмата на гето преку Пензискиот фонд на Република Германија, кој што и господата од германската амбасада им повика неколку пати, бевме и разговаравме со амбасадорката, им објаснав која е програмата, зашто имаше тука неразбирање со младиот народ во Македонија, мислејќи дека ние правиме не знам какви дубулози околу целата работа, но тоа е процес, голем процес дека се добијат и доказите. Сега барат докази што убивале они самите, што геноцид направиле, фактички сега ни барат докази дека тоа го правиле они. Боже, ние бараме, но точно дека ние ќе најдеме. И бараме и ќе најдеме, и тоа сум уверен дека јас како и председател на Интернационална манија и како човек, како ром, сакам да помогнам за мојот народ и тоа ќе го направам. Уште едно би сакал да довршам со моето излагање. Најголемото зло и за нас што се случило е тоа што во 2000 година јас ја учествав и во Холокаустот, кога се отвори Вашингтонскиот Холокауст во Америка 98 година, кога Бил Клинтон, Медрин Обрин, прими
нашата делегација на ИРУ, и бевме сведоци на нешто што викаме над 100 милиарди беа каде злато, каде пари, каде све оно што беше собрано од американците во Втора светска војна и на златото што го нацистичка Германија го има собрано од забите, од не знам што, од накитот на евреите, но чекајте малку бре. Кога ги убивате евреите, имаме ние роми кои имаме во тоа време имаат и наши роми имале златници во што се вика во забите. И имали и нашите гердани жени имале своји што се вика златници. Па не се само тоа еврејски, значи има и тоа што и тука имаме ние наш дел да. Тоа не е само еден народ, значи повеќе народи се убивени, а некои тоа го закорпира за себе начин. Меѓутоа како да е, ние немаме ништо против еврејскиот народ. Не, има разлика, ако дозволи, има разлика, Зоран. Евреите успеале и формирале својата држава. За да се разбереме. И тие добиле огромно обештетување. Меѓутоа, се работи за обештетувањето на ромите. До ден денеска, крвта на нашите дедовци на дедовци, до ден денеска не е обештетена. Ние немаме ни динар. А плюс, имаме така наречени алиби актери, алиби политичари роми, кои профитирали, или не роми, кои профитирали со огромни пари. Документи, Ашмет. Затоа веќе работиме. Тоа е малверзација, тоа е криминал над криминалите со милиардите што е направено. Знаеш што е најголемиот проблем? Ромите не биле едуцирани. Да. Еден од најголемите проблеми, само дозволи, еден од најголемите проблеми е тоа што кој ром во 40-та година, 41-ва година, идел во школа. Значи, тука е еден проблем што настанува кој што дали му било дозволено? Дали му било дозволено да иде во школа? Не е прашањето кој бил. Да, и дали му било дозволено? Знаете какви стравови и социјални проблеми. Дури во тоа време се појавувале разни болести, тифуси и такви работи. Сеќаме на господинот Рефет, кој што до денеска е жив, кој што не објаснуваше во Топана како ги собирале сите од еднашка бугарскиот окупатор ги собирале сите алишта, постелини за спиење, ѓоргани, па ги носеле во чаир, во една перална, што би рекле, така нешто, и таму ги децифицирале и тоа со не знам што, да не се фаќа тифус или некои заразни болести или вошки или така натака. Многу било тешко и кај нашите ромки, мајки, баби, кои што морале да го фарба своето лице дури, да не бидат обештетени, обесправени, на некој начин силувани од страна на бугарскиот окупатор од тоа време. Ние имаме такви историски, што се вика, документи и признани осведоштва на нашите мајки, ромки, кои што ни кажувале, и мојата баба ми кажуваше, што се случувало. И мојот дедо Панта ми кажуваше што се не правело и како го малтретирале бугарскиот окупатор. Значи, многу тези, како што вика и Ашмет, кој ќе го оправда и кој ќе се извини за тоа што го направил за нашиот народ? Значи, поентата на овој меморандум што и ви го испратив да го видите и кој треба да биде иницијалната каписла за таа Европска фондација, што се настојува да се формира, значи не национални фондации, туку една европска, е многу слојна, ќе бара многу работа. Значи, прво е историски истражувања, затоа што има многу различни погледи околу историјата. Пред се, Христо, само едно ќе ти кажам, само дозволи. Еден народ, еден професор, академик, ми кажа, Зоран, историјата го менува човештвото. На некој начин, еден народ ја пишува историјата секојдневно. Не е тоа дека ти ако денеска најдеш еден документ и тоа е веќе крај. Не. Од документ на документ се оди. Така е. И после тоа, додека ти дојдеш до столетието, кај што постои еден народ, ќе видиш дека целата таа теза од ден на ден може да се брише, да се додае тезата, да се додават уште работи, аргументи. Моето истражување покажува нешто што досега историчарите го немат направено. И затоа со доктор Трајко Петковски
успеваме да најдеме точно неколку историски факти кои што ќе докажеме сегде и на досегашните два симпозиума што ги направивме. Третиот го планираме за Холокаустот, потрошно го работиме, третиот го планираме во Берлин, со низа факти, иако ја како председател на Интернационалната романа унија, што 54 држави се околу мене, 5 континенти, можеме да докажеме многу факти кои што ги направивме. Не е само фактот дека денеска ромите треба да добијат обештетување или да добијат 1000 евра или 2000 евра, што во тоа време живееле, претрпеле страв и ужас. Дали со 1000 или 2000 евра, дали е тоа обештетување за еден народ? Дали со тоа ќе се замаглат геноцидите, убиствата? Дали душевната болка? Дали Менгеле со своите експерименти ќе се на некој начин ќе се докаже што е тоа што е еден експеримент, да му вадиш едно око, да му ставиш друго око и да му направиш шарени очи да имаат ромите? Ние сме природни, ние постоиме, ние доаѓаме од Пенџаб држава, Индија. Доаѓаме од една цивилизација која што постоела со векови. Ние не сме нити, како што би рекле во Чешка, во таа свинарска фарма, која не сматра како свињи или говеда или животни, ние сме од крв и месо. Ние не сме животни. Да се разбереме, ние сакаме и она што денеска ние го правиме и ние се бориме за интеграција. Постои една млада, нова, интелектуална група на политичари, на наши луѓе кои што се бориме, ова неправда еднаш да прекине. Гледајте не со вистински очи, не гледајте со скриени очи. Затоа е битно ефикасно да се пренесува таа историја, а зошто е тоа битно и кои се можните предизвици и закани по кратката пауза за нашите реклами. Се враќаме на темата Холокаустот на ромите во Европа и на Балканот со тезата зошто е битно ефикасно да се пренесе таа историја, затоа што младите генерации немаат, Зоран, сознанија за нешто што се случило. Едноставно не ги интересира. А политичарите кои ловат гласови во многу земји се обидуваат да ретушираат историјата, се обидуваат да го негираат Холокаустот како факт. Имавме еден случај во Хрватска, блиску до нашето подрачје, кога еден министер во минатата влада негираше, министерот за култура Хасан Беговиќ, мислам дека така се презиваше, негираше злосторства. Имаме јакнење на ултрадесница во Европа. Негирање на програми на стерилизација во некои земји. Значи, милијадници роми се стерилизирани. Значи, проблемот е уште тука. Тоа е пред нас. Тоа е геноцидот, фактички. Така. Тоа е една од многу болни точки или болни работи што ја не би сакал да ги спомнувам, зашто не сакам да ги слушам, Сега во сабота недела тргаме за една група на наши од Македонија, заедно со министерот Самки Приморски идеме за Брисел. Поточно одиме на платформата што треба да се одржи, да се напишат, да фактички да се имплементират наредните години, што програмата 2020 треба да ја исполни. Но видите, и ја како председател на Интернационалната романа унија и сите држави кои што се околу мене, делегатите, зборуваме повеќе пати што е она што нас не боли. Сите викаме Холокаустот не боли нас, зашто не е се уште признат, се уште не е дефиниран во некои си држави, како што рекоти самите. Но кога ќе зборуваме за нешто што треба Европската унија да ја испочитува, поаѓајќи од тој аспект, прво Европската унија, Европската заедница треба да го испочитува ова правило. Тие треба прво да донесат своји амандмани, своја програма која што ќе треба да се исполнат. Германската влада веќе ја исполнува на некој начин, меѓутоа не е тоа што нашите, да кажеме,
кои се преживеани, не ја доживуваат и не ја пречекуваат, умират. Еден ром, просечно живење на еден ром е негде околу 56 години до 64 години. Многу е. И тоа е многу што би Дека е нас или во Европа е како? Воопшто. Го зборуваме како статистички податоци, ние што ги воведуваме. Но оно што го зборуваме ние, каде идеме со кој правец ќе се делува и понатака, кога веќе гледаме дека вчера дознаме дека во Германија канцеларката Меркел не успеа да формира влада. Каде што самите рековте дека нацистичките партии, неофасичките движења се појавува. Тоа представува еден најголем проблем. А ние Крадат гласови, многу. Но не само тоа, него тоа е проблемот. Кај што сега, поготово... Неколку милиони... Замислете сега вие, која од Европската унија ги отворила широм вратите за Балканот. За Албанија, за Косово, за Македонија, за Босна и така за Црна Гора, кои се пристапни договори треба да ги потпишат со Европската унија. Но сега во Европа, ако не знам кога сме направиме таа кампањата, кога Бертускони, Саркози, председателите на Италија и Франција, со автобуси ги враќале ромите, румунци и бугари назад, а европски државјани се. Па што ќе се случи ние, еве сега нас се отворили границите. Па погледнете го азуланството. Колку нас не враќаат назад, а ќе земат луѓе од Сирија, Афганистан. Еден Саркози кој го цитираат на Google дека изјавил оти само Хитлер може да најде лек за ромите, зборувајќи за ромите во Франција. Саркози е еден Саркози е плюс тоа некоја фамилија наводно потекло од еврејска фамилија, еврејска и ромска фамилија, не само еврејска, него и ромска, значи поврзано се тоа што викаме за Саркози. Но видите, многу е проблематично сега да живееш во Европа, затоа што проблематичното зборуваме тоа што овие партии викам некако ги крадат не само гласовите, него и начинот што го водат. Повеќе идат на она народното, патриархалното, она што викаме ние патриотското, кај што малку побутнуваат еден голем интерес и кај обичниот човек и веќе он се ориентира, ќе гласам побо за мојата иднина, за моето дете, зашто ова се грижи за моето иднина. Но тоа се само предпоставки, зашто тезите после ги менуваат. Исто што рековме 32-30 година кога Хитлер стана канцелар, па након 6 месеци ја сменил политиката и отишол на нацистичко движење. Комплетно. Затоа, мојата задача е многу тешка во Европа и одговорна, како председател. Да ги согледам сите факти кои што се и од Балканот, и од Европа, и во Источна Европа, и во Западна, кај што морам да модернизирам теми, да нема карање, да нема расправија. Дипломатијата што треба се води, тоа е многу по-другачија. Не е тоа само плукни залепи или да кажеме негирај, викај, прави, не. Него мораш да го најдеш модусот. Како да се справиш со таа политика и како тоа движење да го делуваш. Затоа и не само мојата, и на Ашмет, и кога идеме во Страсбург, или кој зборуваме, или во Брисел, или во Берлин, ние мораме да внимаваме што бараме. Ке не погледнат така, овие се, па нема ни грантови, нема ни ова. Ние, ромите, понекогаш што невидните организации или овие што се викаат организации кои што работат на човекови права, понекогаш внимаваат како ќе се постават пред фондациите и како ќе се делуваат према некого кој што дават пари да преживееме, што да викаат, да преживееме, да работиме некои работи, па ние внимаваме како тоа ќе ги спроведуваме. Затоа јас реков дека и на крајот би сакал само да спомнам едно видување. 250 милиарди им се дадени на ИОМ организацијата за една репарација од 2000 година. До 2006 имаше негде околу 90.000 побарување за Холокаустот, фактички за обештетување. Па негде од 2003 се извинам, а до 2006 негде околу 144.000. И замислете ти да даваш по 7-8.000 евра, и па сега направете математиката што би било подобро да се направи. Со тие пари, со милиарди и нешто, да им се помогне на овој народ, бар на оние што останале живи, бар на оние што веќе и иднината на нашите деца треба да ја гледаме.
Мислам дека таа програма треба да се реализира подругачи. А добро, еве вака да го поставам прашање, бидејќи во контекст и на Европска Унија и на она што кај нас се обидува ова влада актуелна да направи нешто што се вика по зближување со соседите или да направи добрососедски односи. Македонците кажа што мислат горе-доле во однос на тој договор за пријателство. Трајко, како вас ви изгледа како роми, бидејќи вие, не вие, туку ромскиот народ, вашите предци, биле дел, нели, од таа програма за истребување? Како гледате сега на... Ако етнологијата, ако ја поврзиме со историјата, овака би добиле една слика. Пред војната, пред Втората светска војна, треба да знаеме дека најголемата концентрација на ромите е на Балканскиот полуостров, тука. Тука ромите со македонците, србите, бугарите, албанците, тие беа многу сакан народ од страна на своите сограѓани. Тие тука и ги манифестирале своите занимања, ковачкиот занет, музиката, работливи беаите. Сега што се однесува до Холокаустот, тие многу настрадаа. Како што кажа во почетокот, од 500.000 до 3,5 милиони роми загинале во текот на Втората светска војна од 1941 до 1945. И тие заслужуваат да добијат и парична помош, да им се прават на оние роми што немаат куки, да им се прават... Добро, македонските роми што се погодени, каде би требало да се обратат? Пред Бугарија или пред Германија? Не. Македонските роми, значи воопшто ромите кои во екс-Југославија живееле, се обраќаат према германските фондови. Така. Начинот кој што Бугарија, да кажеме, од Пирот, Ниш, па до цела Македонија во тој дел, биле бугарскиот окупатор, бил само помош на спроведувањето на политиката на Германија. Но обештетувањето на тие роми се директно во пензискиот фонд во Република Германија. Таму е директно. Значи не може да дадат бугарите. Но ние зато викаме бугарите кај се? Кај се италијанците? Кај се аустријанците? Кај се некои си други држави кои што беа, што се вика, албанците, да кажеме и тие на некој начин кои што беа на некој начин учествувале во тој дел. Значи сите ние тоа го знаеме. Не треба ние да бегаме историски факти кои што беа и имаме и документи на тоа. Историја зборува за таа целата работа. Затоа, она што го вика и споменува Трајко, дека без обзира кој бил во тоа време, каде бил, тој треба да одговара. И јас би сакал да се надолжам на она што денеска е многу важно. Да се договориме, бидејќи одиме кон при крај на емисија, уште 5-6 минути имаме. Јас би се со завршни заклучоци. Со завршни заклучоци. Јас ќе понтирам вака, ќе биде накратко ќе кажам, хронолошки. Веќе господинот Зоран спомна, мојот драг колега, меѓутоа геноцидот врз ромите е признает од Сојузна република Германија од господинот Хелмут Шмидт на 17 март 1982 година под силно присуство на ромите, значи на ромското движење кој беше основано во 1971 со познатиот Јул Бринер, глумецот и останати личности од светот. Од друга страна, она што сега му кажа, ние ромите сме пацифисти. Ние никогаш не сакаме да предизвикаме војни. Ние не сакаме никого да убиваме, но меѓутоа неќеме никој веќе да не угнетува, да не малтетира и да мисли дека ние не сме едуцирани. Нас не има во светот и во Европа едуцирани кадри, доктори во Германија, во Данска, во Франција, во Македонија, но за жал младите генерации бегаат од Македонија и затоа ова е порака за Македонија, за да не се дозволи она што се направи во Полска, каде во Полска ги нема ромите, тие заменеа претежно во Канада и во Велика Британија, поради таа атмосфера на развивање на фашизмот, на фасичките релации или погледи, пристапи. Да не ве сакаме. Да, не ве сакаме едноставно, но Македонија, ја чувствувам за и е моја држава. Но меѓутоа она што се случува тука во моментот е како да не
немаме право да држиме поволни позиции, нема буџет за нас секогаш кога бараме, ќе добиеме буџет, не знам кога ќе се замине третата, предпоследната влада, или јас кога навистина ќе остареам, или како дете се сеќавам кога Тито ќе проаѓаше покрај одредени ромски населби, ќе се направат барикади да не го види господинот Тито, другарот Тито, да не види сиромаштијата таму, бијќи големите капиталисти ги јадеа парите, а сиромашите роми трпеа. И сега истото се случува и денеска. Значи, модерните денешни социјалисти, или да кажам капиталисти, од времето на комунизмот се исти. Не се променити. Само е користена метода на игри. Сега, она моја порака е како пацифисти во регионот, како луѓе што сакаме добро на секого, посакува Македонија и заслужуваат граѓаните на Македонија. И јас како граѓанин на Македонија, а бијќи актуелната власт вели ќе градиме граѓански концепт. Ако градиме граѓански концепт, тогаш подеднакво за сите. Не може да еден да бидеш маќја, а на друг мајка. И не може само две страни да зборуваат, а останатите да ги тргнеме, да ги фрлиме на страна, или да дадеме една позиција со ресор без ништо. Јас така велам. Ние не можеме така да градиме општество. Инклузивно, да, социјална правда. Социјална правда. И она како последно, што сакам да го кажам, е тоа дека ние во последниот анализа што ја имавме, од Бета Маршо што беше во Германија, со реинтеграцијата, со плаќањето на германците за таа репарација, со градењето на бараки во Шутка, со парите кои отидоа не знам каде, и на крај пак ромите идат па затварање на граници, па првиот случај на суд го добивме за затварање на границите. Всушност, Македонија како да се чувствува дека е ДДР сега на Германија. Значи, не ги пушете ромите да ни доаѓаат таму, еве ви пари, правите со нив што сакате во Македонија. Чувајте ги таму, не ги пушете ваму. Во ред, ама ние до сега, ова е многу важно. Ова е многу важно. Не, ние до сега не сме регистрирани никаде. Не сме ни терористи, ни убици, ни атентатори. А она што е најболно, 40 години е просечниот век на ромот. Според анализите на светските здравствени организации, најголема смртност е кај младите жени и малите деца. Треба да се зафатиме со нешто што е болно, со нешто што ќе е напредно. Да. Јас до денеска се едуцирам и мојата порака ќе биде... Мора да му даеме простори на другите, извини. Да зборуваме, да комуницираме. Само на крајот би сакал јас да кажам... Што се битните работи сега за да се направи во однос на Холокаустот? Видите, што е најважно? Она што го мораме историјата да ја кажеме, мораме историјата да ја овековечиме некако. На Македонија, да кажем, прошлата влада градела споменици, не знам што. Меѓутоа, ние имавме политичар Фаик Абди. Еден политичар ром. Погледнете го таа една неправда од прошлата влада, да кажам, градела толку споменици. И албански споменици, македонски споменици, и српски, и не знам, турски, не знам кои, од светот споменици има. Некој што и не го знаеме историјата. Не го знаеме нашата историја, па еден споменик за еден човек, прв човек кој што присуствувал на еден битен момент кој што, благодарејќи на оваа држава, моја држава, Република Македонија, која што ми дала националност. Јас сум сега, не сум етничка само заедница, него јас сум националност. Јас сум, живеам во мојата преамбула во Уставот, сум признат како ром, како националност. Тоа е за мене едно големо чувство да бидам во едни други држави. Моите колеги што на некој начин делегати кажуваат, па како ти националност? Па ние уште сме трета класа, четврта класа, а Европска Унија, европски држави. Македонија треба се дичи со тоа што го има, како устав, како закон, што го ние уште 90-та година, 91-та година го донесовме и го направивме со на господин Киро Глигоров. Меѓутоа, начинот кој што тогаш и денеска е различитен. Правците, кои што сега ги кажавте вие, би сакал да на крајот да кажам дека, мада што некоја теза со Ашмет
не би рекол дека владата сега е крива. Не кажа ја владата. Тоа е дека- простор за дијалог. Јас барам равноправност. Тоа го бараме да имаме дијалог. Бараме отварање на сите ресурства. 18 милиони сме, Зоран. 18 милиони во Европа, нација сме, човек. Не само тоа, него зборам за моја држава. Зборам за Македонија, зборам се. Не ме интересира другите држави сега во овој момент. Ме интересира сега една друга теза, тоа е Македонија како Ром. Сакам Како да македонец, живеам, извини. како македонец. Сакам да живеам онака како што секој живее. Да моето дете и да моите внуци утре дента не бегаат оваа држава. Да остат во оваа држава, да не го барат излезот надвор, запад, него дајте да се малку преорганизираме во некои работи. Да зборуваме. Да зборуваме, дијалог да постои. Као што рече и премиерот, да постои таа дијалог денеска и ќе постои. Тоа е правецот кој што јас тоа го гледам. И се надевам дека тоа ќе се случи. Она што е скратени се сега некои си програми или се скратени буџетски ставки, јас се надам да тоа ќе се надокнадат во догодина. Ќе се надокнадат со многу подобри и подобри резултати ќе ги имаме. Ама тоа све зависи и од нас ромите, нас политичарите роми. Ние затоа и формиравме ромско движење, како што на новото движење РДС, Ромски демократски сојуз. Баш на тој начин да го сузбиеме она што е негативното, а да го дадеме просторот на во позитивата. Благодарам многу. Нема Благодарам и на повеќе вас. време. Темата, професоре, мора да завршиме. Жал ми е, темата е многу широка, многу емотивна. Христо, да се заблагодарам на телевизија Нова. Иако сум јас директор на телевизија БТР, кој што се уште постои и ќе работи во идно време, на оваа телевизија им се заблагодарувам што прва телевизија сте кој што го потекна ова прашање за Холокаустот на ромите. Иако БТР тоа го правеше порано во многу емисии, но како национален медиум ви се заблагодарувам од моје име и од мојот народ што вие тоа го потигнавте и ова го денеска го дискутиравте. На крајот сакам само два збора да кажам. Ромите што се и во Македонија, и во странство, да ги уживаат правата, да не бидат малтретирани, да не бидат бркани од тие земји. И јас се сакам Македонија затоа што тука се родив и Македонија е првата држава во светот што во институтот има научник доктор што ги истражува ромите. Тука ромите уживаат права, а и нека уживаат и во странство такви права да имат и во Германија, Англија, Франција, да не бидат бркани, малтретирани ромите. Тука завршуваме. Пораката е дека битката за вистината продолжува, а вие како представници на ромите од Македонија можете да пренесете и убави пораки за искуството кое го има нашата малечка, ќе речеме, Република Македонија, но вредна и со нешто што вреди. Драги гледачи, останете со програмите на ТВ Нова.